Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ова е новото издание на емисијата за Универзитетот отворено, а денеска тука ви го донесуваме разговорот што го водевме со проректорката за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Говоревме за повеќе интересни теми, па останете заедно со нас да го проследите разговорот. Bakni me za kraj, shtum ke si odiš. Bakni me da znam, deka ke odiš. Se mi zema, se mi skina, pola mlado se da sila. Bakni me da znam, deka ne se vraćaš. I da ne te vidim nikogaš, nema da padam, ne, naučiv da sakam so tebe i da mrazam. Imam krilja, samo pušti me da letam visoko. Bakni me za kraj i ne se vraćaj. Сега сигурно чекорам сама до крај. Ти посакувам среќа и храброст. Штом те снема, се смени. Сега знам за се си крив. Ценно ми е дал ке си мртов или жив. И да не те видам никогаш, нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Bakni me za kraj i ne se vraćaj. Bakni me za kraj, bakni me za kraj, bakni me za kraj i ne se vraćaj. Bakni me za kraj, bakni me za kraj, bakni me za kraj i ne se vraćaj. I da ne te vidim nikogaš, nema da padam, ne, naučiv da sakam so tebe i da mrazam. Imam krilja, samo pušti me da letam visoko. Bakni me za kraj i ne se vraćaj. Почитувани слушатели, драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола и драго ни е што и денеска во нашата радиопрограма како гостин проректорката за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Проректорке, добре дојдовте во програмата на Укло ФМ Битола. Благодарам за поканата за мене. Разговорот го снимаме во студентскиот информативен центар на Укло, ново катче на универзитетот, кое што се повеќе е препознаено како од студентите, така и од пошироката јавност, место каде што се одржуваат работилници, обуки, предавања, промоции. Значи се постигна целта она што беше првенствено нели како замисла, навистина ова да биде место по кое што универзитетот ќе биде препознаен и на еден друг начин.
Па да, апсолутно дека е постигната целта за сега, меѓутоа јас мислам дека се уште имаме многу простор и можност за подобрување на студентскиот информативен центар од секоја смисла, иако изобилува активизмот на нашите студенти, на нашиот наставен и административен кадар, постојано имаме некои работилници, се обидуваме да бидеме во тренд со сето она што и со општественото движење со сето она што се случува. Да, задоволна сум од она како се развиваат активностите и самиот студентски информативен центар. Можеме да речеме слободно дека првата поголема промоција на студентскиот информативен центар беше кон крајот на минатата година во декември, кога практично тука се одржуваше и студентската конференција, и еве тоа го поврзувам со она што е денешна тема, главна во вашето гостување во програмата на Укло ФМ, студентската конференција на Укло, која и оваа година треба да се одржи тука во студентскиот информативен центар повторно во декември. Па да, во тие ден-два кога беше универзитетската студентска конференција, тука имавме можеби едно 100 гости, што академски кадар, што студенти, што наши пријатели од надвор, меѓутоа и неодамна имавме исто така една активност во која што студентскиот информативен центар го посетија па можеби 200 наши посетители. Студентската конференција е момент кога студентите не само што треба да покажат, да го презентираат својот научен студентски труд или апликативен студентски труд, туку и можност да соработуваат, да се запознаат едни со други, да се вмрежуваат, да видат каде се нивните слабости или предности, да се коригираат од секој агол, од аголот на научно-истражувачката работа, методологијата на пишување на тој труд, начинот на презентација. Имавме детектирано предности и слабости во студентската конференција која што се реализираше во декември 22, така што верувам дека идната втора универзитетска студентска конференција и тие слабости ќе ги отфрлиме и дека повторно ќе имаме уште поголем број, 38 трудови имавме на првата конференција. Верувам дека оваа година ќе имаме уште поголем број на студентски трудови за студентите од прв и втор циклус на студии, како и уште поголем број на професори, ментори, поддржувачи на таа студентска конференција. Можеме да кажеме дека кога беше првата, минатата година студентската конференција, сите на некој начин бевме пријатно изненадени од бројот на студенти кои што се пријавија со своји истражувања, но исто така и од заинтересираноста на академскиот кадар да им помогне како цела таа работа треба да изгледа студентскиот истражувачки труд, на што треба да се обрне внимание. Одлични трудови, голем број на студенти, беа зафатени двете сали на студентскиот информативен центар со различни сесии каде што се презентира, па еве со оглед на тоа што времето за одржување полека се ближи, можеби да ги дадеме и тие основни информации кој се може да учествува, каков е начинот за пријавување, за учествување и слично. Така да, еве само за момент да се навратам на професорите ментори кои што зедоа учество на првата конференција. Апсолутно, јас многу пати сум кажала, ќе повторам и сега, нашиот универзитет има професори кои и тоа како сакаат да го задржат квалитетот и да го напредат квалитетот на работењето на универзитетот, а што ако не работењето со студентите. Сакам да им се заблагодарам и верувам дека оваа година ќе имаме уште толку ментори на студентските трудови дупло повеќе. Што се однесува до студентската конференција која што треба да се реализира во декември 23 година, веќе имаме испратено 3 повици за пишување на научни трудови, почнувајќи од јуни годинава, значи 6 месеци пред одржувањето на конференцијата. Сакаме да ги анимираме студентите, да ги анимираме професорите и наставниот кадар, за да тие имаат време да одржат и конференции или средби или обуки или работилници, како и да бидат наречени во рамки на единицата, за да потоа со само мало подобрување на тој труд го презентираат трудот на универзитетската конференција. Има простор, има доволно време да се направи навистина, да се работи со студентите, да им се укаже на начините како да го направат трудот, како да го завршат истражувањето, како да го напишат, да подготват презентацијата. 6 месеци се верувам доволен период за еден солиден студентски труд. Третиот повик беше неодамна испратен
Има тamo податоци каде треба да се испретат трудовите, не апстрактите, но целиот труд. Меѓутоа, во ред е и доколку прво се испрети апстрактот, па потоа и целиот труд, за да имаме време да ја организираме конференцијата онака како што планираме, по сесии и по соодветни области. Очекувате и оваа година да има голем интерес од студентите за учество на студентската конференција, поголем број на трудови кои што ќе бидат испратени за учество. Значи ли тоа дека ќе имаме и посебна комисија која претходно ќе ги оцени трудовите, па ќе врати можеби некој на доработка? Така, минатата година Комисијата за студентски работи ги следеше целодневно студентските трудови и ги оценуваше. Потоа, кога ја анализиравме реализацијата на конференцијата, имаше предлози да се подобрат трудовите, да бидат како подобрени објавени во новото студентско списание за истражувањата на студентите, така што програмскиот одбор ќе биде различен од организациониот одбор, а организациониот одбор овој пат повторно ќе биде Комисијата за студентски работи. Да, очекувам да има поголем број на интерес, барем се надевам дека ќе имаме поголем број на интерес и дека и оваа година ќе заврши најплодно можно студентската конференција. Добро, може би од бруцошите не очекуваме сега да се јават како учесници на студентската конференција со своји трудови, меѓутоа слободно ќе може да дојдат и да проследат што ќе се случува тука, но секако со нетрпение очекуваме што ќе подготват студентите од втора година па нагоре, имајќи предвид дека и во она што значи нивни редовни активности, што им се зададени од нивните професори, тука се изработка на семинарски трудови, подоцна или дипломски, магистерски, рековте прв и втор циклус студенти тука може да учествуваат, можеби со одредени измени или со одредени дополнувања или задржување на некоја област која што нив посебно ги интересира, може слободно да се јават како учесници на конференцијата. Па, стои неколку студиски програми на двата циклуси. Тоа кажува еден голем број на предмети во рамките на кои секојдневно се работи со студентите, на семинарски работи, на програмски задачи. Се вршат анализи, анкетирања, прибирање на податоци, така што сигурна сум дека секоја семинарска и секоја проектна задача, можеби подготовките за дипломската работа, сигурно дека можат да бидат презентирани во скратена форма и во обликот кој што го бараме за и техничкото упатство кое што го имаме подготвено за оваа студентска конференција. Верувам дека ќе имаме интерес не само од студентите во втора, трета и четврта година и од студентите на втор циклус на студии, зошто верувам дека ќе имаме интерес за студентите во прва година, бидејќи минатата година најдобриот студентски труд беше токму студентка од прва година од економскиот факултет во Прилеп. Тоа комисијата така одлучи, истакна дека навистина од самата подготовка и елементите кои што ги содржеше трудот до презентацијата, студентка од прва година имаше најдобар студентски труд, така што очекувам сите да се вклучат. Останува да ги следат социјалните мрежи, да ги посетуваат редовно веб страниците на единиците на универзитетот и секако веб страницата на универзитетот uplo.edu.mk, за да може да бидат постојано во тек со она што значи одржување на студентската универзитетска конференција и да ги очекуваме. Се уште не го кажуваме точно датумот на одржување на конференцијата, но со сигурност ќе биде во декември 2023, па нека следа. Да, кон крајот на декември, околу 20 декември 2023, постојано ги информираме студентите, постојано и ги анимираме да ги следат и веб страницата, но и сите социјални медиуми на универзитетот, и Facebook, и Instagram, и LinkedIn професионалниот профил. Јас постојано ги мотивирам студентите да не заследат и да пратат и да ги лајкуваат нашите содржини, бидејќи само така потврдуваме дека сите имаме една иста заедничка цел и мисија. И секако да следат програмата на Универзитетското радио UKLO FM. И тука може да ги добијат потребните информации. Проекторке, ќе направиме сега една музичка пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Почитувани, останете заедно со нас на 90,8 МГц. Се смејам и кога врне, се смејам и кога тажно ми е се, но штом си до мене, веќе ништо важно не ми е. Се смејам и кога врне, и кога сонцето далеку ми е, но штом си до мене,
веќе ништо важно не ми е. Ако времето застане, знам ке бидеш до мене. Ти ги знаеш сите мои тајни и сите слабости. Се поубаво со тебе, животот има причина. Јас сум среќен што те имам до мене најмила. Сите подвизи и сите победи ги должам на тебе и фала од срце. Стојам исправен, од љубов опиен, со тебе среќа е секој ден. Се смеам и кога врне, се смеам и кога тажно ми е се, но штом си до мене, веќе ништо важно не ми е. Се смеам и кога врне, и кога сонцето далеку ми е, но штом си до мене, веќе ништо важно не ми е. Се смеам и кога врне, се смеам и кога тажно ми е се, но штом си до мене, веќе ништо важно не ми е. Се смеам и кога врне, и кога сонцето далеку ми е, но штом си до мене, веќе ништо важно не ми е. Сите подвизи и сите победи ги должам на тебе и фала од срце. Стојам исправен, од љубов опиен, со тебе среќа е секој ден. Се смеам и кога врне, се смеам и кога тажно ми е се, но штом си до мене, веќе ништо важно не ми е. Се смеам и кога врне, и кога сонцето далеку ми е, но штом си до мене, веќе ништо важно не ми е. Се смеам и кога врне. Јаве неповторно во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Ве подсетувам дека денеска заедно со нас е проректорката за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Разговорот го снимаме во студентскиот информативен центар на Укло, веќе кажавме и на самиот почеток. Проректорке, веќе кажавме дека тука во студентскиот информативен центар се одржа првата студентска универзитетска конференција, во декември оваа година ќе биде и втората. Но интересно е да кажеме дека токму со одржувањето на таа студентска конференција произлегува и други проекти, ќе ги наречам, токму гледајќи како студентите реагираат на конференцијата, односно со какви трудови излегле, како ги презентирале своите трудови и некој како заклучоци од она што како комисија нели беше на крајот изведено, и дека треба можеби малку повеќе да им се обрне внимание и да им се дадат одредени обуки и работилници за тоа како треба да презентираат, како треба на кои делови да обрнат повеќе внимание, и оттаму практично излезе и онај проект Укло неформално учење. Така, оттаму произлезе проектот Укло неформално учење, но и талентираните студенти, талентите на Укло, кога правилен пристап имаме кон работата, кога правилно се работи, кога нели континуитет имаме, некои ги следиме, одржливоста ја следиме на нашите активности, тогаш сигурно дека ќе произлезат нови активности, нови проекти. Таков е проектот Укло неформално учење, кој што го реализиравме во пролетта 23-та, во летниот семестар. Беа одржани 17 работилници, околу 20 наши професори и 5 соработници беа вклучени во активностите. Во два модули го поделивме проектот, во модул кој што се однесува токму ново, кој го кажавте и вие, на подобрување на нивните презентацијски способности или soft skills, а вториот дел кој што се однесува конкретно на она што значи подобрување на нивните истражувачки способности, начинот на пишување на методологијата на пишување на студентскиот труд. И интересно беше навистина за студентите, иако морам да кажам дека не баш
сите студенти кај кои што детектиравме потреба да и за кои всушност ги наменивме работилниците не беа присутни, но за разлика од тоа имавме интерес од другите студенти на универзитетот. Од тука произлезе и проектот. Идеја се роди да работиме со студентите кои што покажа добри резултати на конференцијата и да продолжиме да ги следиме кога веќе имаме такви капацитети и квалитети на нашиот универзитет. Не смееме да дозволиме да не продолжиме со нивно наблюдување, следење и да видиме кои се можности можеме како универзитет да им ги понудиме на таквите студенти. Сигурна сум дека и други активности произлегоа како резултат на конференцијата. Да, тоа е списанието Нови хоризонти, списание за студентските истражувања. Исто така увидовме дека треба да се подобрат студентските трудови и тој квалитет кој што го имавме да го покажеме со нивно објавување во соодветно списание. Кога можеме да го очекуваме продолжението на укло неформално учење? Рековте, може би интересот кај оние студенти за кои што практично беше наменет не беше толку голем, меѓутоа имавме други студенти кои што тука доаѓаа и секако треба да се работи во насока да се зголемува бројот на студентите кои што ќе ги посетуваат тие предавања. Тоа практично и не се класични предавања. Не, апсолутно, тоа се интерактивни работилници, тоа не се воопшто предавања, интерактивно се работи со вклучување на студентите и прво преку нивно опуштање, за вклучување во самата дискусија и во работилницата, па се до практично да завршат одредена вежба. Кога очекуваме продолжување, беше направена евалуација на проектот. Евалуацијата покажа одредени точки на кои што ние треба да работиме и сето тоа и ќе го направиме. Повторно во летниот период планирам да продолжи проектот. Може би и не постојано во Битола и во студентскиот информативен центар, но и во останатите градови каде што функционира универзитетот. Може би тоа ќе биде караван неформално учење на укло, значи за тоа потоа. Во секој случај ќе биде интересно по ова што го кажувате, да не се чувствуваат студентите од единиците кои што се надвор од Битола дека се запоставени во никој случај. Активно се работи за тие да бидат се повеќе вклучени во се она што значи активности и настани на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ќе направиме уште една музичка пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Не слушам јас, не гледам пред мене ништо, глуха сум за светот. Не сум присутна тука, зошто? На тебе мислам цело време, чекам само знак било каков од тебе, порака за мене. Да ме подсетиш дека си тука, да се вратам на себе. Ќе нанесам на себе, те чекам да ме спасиш мене. Не сакам да знам ако друга ти љубиш, не би можела да се помирам, да те изгубам тебе така. Не сакам, нема шанса, но и не мислам дека друга ти љубиш, има меѓу нас хемија. Кога погледите ке ни се сретнат, не ти е седно знам. Јас без тебе, јас без тебе, јас без тебе. Сум пустина без цвеќе, нанесам на себе, те чекам да ме спасиш мене. Без тебе, јас
me spasiš. Професор, ке сега кон крајот на ова ваше гостување во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, ќе се навратиме уште еднаш на вториот отворен ден на Укло и пријателите, кој на 6 октомври се одржа во Прилеп на економскиот факултет. Голем број на гости, пријатели на универзитетот, повеќе работи беа кажани, информации, факти од присутните, од гостите, од предавачите, од учесниците во оној конференцијски дел кој што на вистина не тераат да се замислиме малку повеќе што правиме и што треба да направиме. Може би повеќе кон она што значи спречување на одлив на кадри, на млади луѓе од Македонија. Повеќе луѓе го кажа истото, дека универзитетот практично е оној кој што во соработка со стопанството треба да направи малку повеќе обиди или поголеми чекори за да се задржат младите тука. Меѓутоа, универзитетот сам не може ништо, стопанството е тоа кое што треба можеби да биде тој ветер во грб. Отворениот ден беше навистина нешто многу убаво, за да се види, да се присуствува, претходно и да се организира. Нескромно ќе кажам дека универзитетот има навистина веќе голем број на пријатели и од бизнис секторот, и од јавниот сектор, и од невладиниот сектор, и сите тие беа присутни во Прилеп на вториот отворен ден на 6 октомври. Се понудија за нашите студенти околу 300 слободни работни места, се представија компаниите, но и ние го представивме универзитетот и ги представивме сите соработки кои што ги имаме и со бизнис секторот и со јавниот сектор, односно со локалните самоуправи, универзитетската летна пракса, што на задоволство на сите покажа многу добри резултати и задоволство и за нашите студенти и за локалната самоуправа. Го прошируваме тој проект веќе и во Прилеп, а се надеваме понатаму и во Охрид, каде што ќе се одржи пак следниот, се надевам дека ќе го организираме и ќе го одржиме следниот отворен ден на универзитетот напролет во на нашиот факултет за туризам и угостителство во Охрид. Практично исполнувате нешто што на почетокот го имавте најавено, поголема соработка со општинските власти, веќе речем, со општинските самоуправи, со општина Битола, веќе ги гледаме резултатите, летната платена универзитетска пракса. Со општина Прилеп се потпиша меморандум за соработка на вториот отворен ден на Укло и пријателите, а ова во Охрид веќе ќе биде и уште еден чекор понапред. Така, го потврдуваме она што го кажавме, убаво ме подсетивте, меѓутоа и покажуваме како треба еден универзитет да ја следи и да се грижи за мисијата да ги задржиме нашите млади дома, да ги задржиме во државата, преку сите овие можности кои што им ги нудиме, преку стимулирањето да студираат дома, да студираат на Укло и преку афирмацијата на Укло и да ги покажеме сите можности кои што нашиот универзитет ги нуди. И традиционалноста, но и неговиот квалитет и начинот на кој што се модернизираме. Токму тие сите соработки произлегува како резултат на тој наш опит да ја следиме нашата мисија да ги задржиме младите дома, да ги задржиме на универзитетот, а преку подобрувањето на соработката и на самото функционирање во рамките на универзитетот. И ќе се задржам само за момент за она што спомнавте на почетокот на овој дел од разговорот, дека по Бекемина спомнале во изминатиот период што треба универзитетот да направи за подобрување на вклучувањето на нашите студенти на пазарот на трудот, и сакам да нагласам дека се тоа што го правиме е токму во таа насока. Свесни сме дека е потребно да ги следиме сите овие промени. Тука е затоа и дуалното образование, практиканската работа не само во
стопанството, туку и во нестопанскиот сектор. Затоа се сите овие работилници и активности токму заради тоа да нели го ја подобриме мотивацијата, да го подигнеме квалитетот на студирањето, со што нели и ги задржуваме младите и ги мотивираме да останат тука, а не да ги бараат нели своите успеси и напредокот и можеби подобриот стандард за студирање и за живење надвор. Отвореност на универзитетот кон стопанството, отвореност на универзитетот кон граѓанството, да видат и граѓаните дека универзитетот не е место само каде што младите стекнуваат високо образование, туку е и место од каде што тие, како обични граѓани, може да добијат голем број на информации. Еве во таа насока, да кажеме, и работилницата која што беше одржана во рамките на обележувањето на месец октомври како месец во борба, превенција против рак на дојка, предавачи од Високата медицинска школа, токму со нивните излагања, нивните презентации, им покажа не само на студентите, туку и на граѓани кои што беа присутни тука, што се тие знаат и каков кадар практично вадиме на пазарот на трудот. Да, апсолутно, и тоа е и нашата цел, идеја на да го покажеме значењето, инклузивноста на универзитетот за пошироката јавност. На наше задоволство имавме тука представнички господи од Сдруженијето за психолошка поддршка на жени болни од рак на дојка. Предходно имавме нели повторно подигнување на свеста за она што значи здрава животна средина, околина, користење на алтернативни видови на превоз, значи постојано универзитетот, а преку своите студенти и преку волонтирањето на студентите во рамки на активностите на универзитетот се обидува да го доближи што е она што универзитетот може да го даде за заедницата. И обратно, сите тие апели кои што ги слушаме да ги искористиме за наше подобрување. Кажавме доста работи, доволно можеби за ова ваше гостување во програмата на Универзитетското радио Клу ФМ, меѓутоа во најава и други настани кои што ќе се случуваат на универзитетот, да не откриваме се наеднаш, што значи дека наскоро повторно ќе имаме можност да разговараме, можеби повторно тука во студентскиот информативен центар или како наша гостинка во студиото на Универзитетското радио Клу ФМ Битола. Ви благодарам за гостувањето, добро здравје и за убави муабети да се видиме повторно. Да, ви благодарам, Сонја. Секогаш со задоволство, нели сум гостин во емисиите на Универзитетското радио. Време, велиш дека немаш време, а знам само љубов ти фали, за да бидеш стрекна ти. Дојди, препусти се и дојди, влези ми во сон разголена, не дај да се разбудам. Потонуваш во страст, штом те љубам јас, но штом падне мрак, ти исчезнуваш. Потонуваш во страст, штом те љубам јас, но штом падне мрак, ти исчезнуваш. Прати се, љуби ме, гледаш дека среќни сме. Врати се, љуби ме, скроз сум луд јас без тебе. Дај ми само добра причина, јас да се заљубам. Ова срце беше твое и колку и да сакаш вали се, само биди среќен ти. Потонувам во страст, штом те љубам јас, но штом падне мрак, ти исчезнуваш. Потонувам во страст, штом те љубам јас, но штом падне мрак, ти исчезнуваш. Врати се, љуби ме, гледаш дека среќни сме. Врати се,
Тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, ја уреди и водеше главниот одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груеска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Ти и јас исто мислиме, по очи познавам. Како да те чувствам